Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Енергетската криза ја загрозува работата на услужните дејности. Слаб интересот за втора шанса на Агенцијата за вработување Острушко. МВР и УЈАП ги предупредуваат граѓаните да не наседнуваат на лажни електронски и СМС пораки. Промовиран прирачникот за запознавање на природата за ученици од оделенска настава. Црвен крст го проширува апелот за помош на настраданите во Турција и Сирија со материјални донации. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес студено утро, а времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и малку потопло. Пораст на дневните температури на максимални 4 степени Целзиусови во текот на ноќта кон вторник, ведро и студено, повторно со умерен мраз. Утре над најголем дел од Европа стабилно со локална облачност и надпросечно топло со пораст на максималните температури. Слаби локални врнежи од дожд на крајниот исток од Европа. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево со локална облачност и потопло. На север на полуостровот зголемена облачност, ке биде умерено облачно, максималните дневни температури од 4 до 13 степени. Во Македонија во вторник студено утро со умерен мраз и ниски температури во интервал од -8 до 0 степени. Во текот на денот сончево и потопло време со дополнителен пораст на максималните температури. Утре тие ќе достигнат од 5 до 12 степени. Во нашиот град во вторник студено утро, температурата -2, а во текот на денот сончево и топло време со дневна температура од 7 степени. Во среда и четврток студено утро, температура 0, односно -2, а во текот на денот сончево и релативно топло, максималната дневна 9, односно 8 степени. Во петок сончево време со локална облачност и топло, утринската температура 0, а дневната 10 степени Целзиусови. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Енергетската криза ја загрозува работата на услужните дејности. Секој на свој начин се бори за опстанок, посебно во зимските месеци. За сега не е алармантна состојбата со затворање на дуќани поради зголемените трошоци во работењето. Угостителите исто така се соочени со високите издатоци за струја, па некои затвораат. Но според податоците од Централен регистар, минатата година биле затворени само 2 угостителски објекти, додека значително поголем е бројот на новоотворени. Економската и енергетската криза се одразуваат на услужните дејности. Во трговската дејност од година во година е се потешко да се опстане заради зголемување на трошоците за живот. Се повеќе се губи културата на шопинг со замавот на интернет продажбата, вели Маја Бакалова, председател на Сдруженијето на трговскиот и чаршискиот еснав. Ситуацијата е тешка, но се бориме и пливаме за опстанок, додава Бакалова. Секоја зима има отвори и затвори по дуќаниве. Секој февруар има смена некаде. Еден ќе се префали ваму, друг ќе се префали таму. Во принцип ние вака, барем со текстилот, веќе 20 години истите луѓе се вртиме. Дали некој ќе има оваа година 2 дуќани, па ќе смали на 1, другата година некој ќе дојде со 3 дуќани. Многу одамна веќе нема нови играчи на полето, барем со текстилот што сме. Да кажам, последниве, 5-6 години не знам некој дека отворил некој нов. Истите сме, цело време. Сега бисерите на сметка на тоа, они подобро работат.
Доколку не се дозволеше трговските објекти да работат во недела, ќе беше вистински пропаст на дејноста, кажува Бакалова. Во туристичките тури, Охрид се нуди како град на бисерите и сите доаѓаат во недела за купување. Од трговскиот и чаршискиот еснав се надеваат дека државата ќе има слухи за нивните потреби да им помогне во овие тешки времиња. Во дејноста услуги од угостителската фела не сакаат многу да зборуваат на оваа тема. Кратко напоменуваат дека е многу сериозна ситуацијата со електричната енергија која ја чувствуваат сите. Податоците од Централен регистар покажува дека во минатата година бил поголем бројот на лица кои се решиле да отворат бизнис во угостителството во споредба со периодот во пандемијата во 2021 година. Според податоците од Централниот регистар за Охрид, во минатата година биле затворени 6 објекти. 2 од нив биле од угостителска дејност за подготвување и послужување на храна. Во исто време се отвориле 293 објекти, од кои што во најголем број биле повторно од угостителската дејност. Вкупниот број на новооснивани фирми во 2021 година биле 287 субјекти, додека истата година биле згаснати 15 деловни субјекти. Слаб интерес за проектот Втора шанса на Агенцијата за вработување во Струшко. Со овој пилот проект им се дава можност на лицата кои од разни причини не завршиле средно образование да добијат диплома, која не ја стекнале додека биле вклучени во редовното образование. Слаб интерес за пилот проектот на Агенцијата за вработување наречен Втора шанса во Струшко. Станува збор за мерка која се однесува на лицата кои поради разни причини не завршиле средно образование. Им се дава можност да добијат диплома која не ја стекнале, додека биле вклучени во редовното образование. Со проектот ќе бидат опфатени ранливите категории граѓани, лица до 29 години, роми, жени, лица со попреченост и долгорочно невработени лица, а основен услов е да имаат завршено втора година од средно образование. Агенцијата за вработување заедно со ИПА фондовите соработка со лицата им дава втора шанса за земање, уствари за полагање и достручно квалификација со трета и четврта година средно образование, значи да ја заврши средното образование, да се доквалификува лицето. Во Струга успешно се реализираат мерките за самовработување со грант од 5000 евра. Интерес има и за активните мерки со субвенции, со плати, практиканство, изголемување на вработувањето со кредитирање. Зависно од периодот на вработување на лицата, значи имаме субвенции со 228.000 денари, со 97.000 со финансиска поддршка, значи зависно од периодот на вработување. Исто така имаме субвенции со кредитирање. Трошоците за образовната програма од проектот Втора шанса кон средните стручни училишта, регионални центри за стручно образование и обука ќе бидат платени од ИПА проектот, активација на ранливи групи на пазарот на трудот, финансиран од Европската унија. МВР и УЈП предупредуваат граѓаните да не отвораат СМС и електронски пораки од овие институции, бидејќи станува збор за измами со лажни пораки. Министерството за внатрешни работи и Управата за јавни приходи апелираат до граѓаните да не ги отвараат електронските и СМС пораките што се испраќаат во име на овие институции, бидејќи станува збор за измами со лажни пораки преку кои се бараат лични податоци од граѓаните, со што може да дојде до злоупотреба. Во однос на пристигнати пријави од граѓани за добиена електронска порака, наводно во име на Министерот за внатрешни работи во соработка со полициската канцеларија на Европол, во која во вид на повик за појавување на суд од страна на сектор за прекршоци, примачот на пораката се известува дека е предмет на наводни правни постапки за низа измислени кривични дела кои ги нема сторено. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажна порака која не е испратена од страна на МВР, ниту од било која институција за проведување на законот. Предупредуваат да не се отвараат линковите и датотеките кои се испратени во прилог на електронската порака која доаѓа од непознат испраќач, со цел заштита на компјутерскиот систем од малициозен софтвер. Вчера и денеска непознат испраќач, користејќи го логото на Управата за јавни приходи преку СМС пораки, се обидел да наведе граѓани да споделуваат лични и податоци од дебитни и кредитни картички.
Пораките се испраќани од телефонскиот број 079 212 628 со следната содржина: извршете ја задолжителната пријава во УЈП на uјп.мк верификација. Овој линк е лажен и не води кон електронска адреса на Управата за јавни приходи. Од УЈП апелираат да не се отвораат таквите СМС пораки и да не се отвара линкот. Доколку некој го отвори линкот пратен во порака, УЈП повикува да не ги пополнувате по линијата во кои се бараат лични податоци од граѓани, затоа што може да бидат злоупотребени. Додаваат дека се преземаат сите неопходни активности за справување со конкретната ситуација. Со водичи за запознавање со природата во одделенска настава ќе се развива еколошката свест кај новите генерации. Од печат излегоа 3 прирачници во издание на издавачката куќа Чудна шума, а поддржано од О2 иницијатива. Книгите кои опфаќаат 3 екосистеми, животот низ шумата, низ барите и езерата и градско зеленило, ќе бидат дистрибуирани низ училиштата во државава. Нивната примена ќе биде надополната со квизови на онлайн платформа, преку кои учениците ќе го проверуваат знаењето на забавен начин. Издаден комплет од 3 водичи за природна наука за одделенска настава. Поради недостатокот од литература на македонски јазик за деца, а со цел да се постигне еколошка писменост која ќе води до развој на еколошка свест кај новите генерации, се креираат дополнителни наставни помагала за запознавање со природата. Во таа насока, изминатава година се работеше на создавање триплет од водичи низ природата. Поделени се во 3 екосистеми како водичи за животот низ шумата, низ барите и езерата и градското зеленило, вели биологот Кирил Арсовски Пржо. Напоменува дека прирачниците се во коавторство со илустраторот Хари Дудевски, чии цртежи креативно ја комплетираат замислата. Во првиот дел ученикот се запознава со самиот екосистем, со шумата, значењето, како функционира шумата. Во вториот дел се запознава со биолошката разновидност, типични видови кои постојат таму. Сите видови кои се спомнуваат, се топоними се македонски, значи одговараат за македонската географија и македонската биолошка разновидност. И понатаму во третиот дел има насоки и предупредување за тоа како човекот влие врз екосистемите и како може да ги заштити. Прирачниците се направени во мал формат прилагоден за детската рака. Ставени се во вид на пликоа за да може да се користат како комплет. Може да се користат во училница, но и да се употребуваат како џебни изданија при екскурзии и прошетки. Нивната примена ќе биде надополнета со квизови преку кои ќе се тестира стекнатото знаење. Освен што се запознаваат со природонаука, се запознаваат и со други одговорности, како што се употреба на литература, употреба на книга, одговорност да се чува книгата, бидејќи овој сет е планиран да биде или дел од училницата или да биде во библиотеката, но со цел да се помогне во наставата да се спроведе овие водичи во наставата, се изготвува, освен што има физички, значи самите водичи, има и една онлайн платформа во форма на квизови, онлайн квизови, кои ќе се користат како тандем заедно со водичите, односно информациите кои треба да ги дадат учениците на тие квизови се дел од водичите. Водичите се испечатени во ограничен број примеруци, но целта е овие изданија да се расшират ширум државата. Арсовски потенцира дека во соработка со организацијата Пријатели на образованието, во наредниот период вакви примеруци ќе бидат дистрибуирани и до основните училишта во Охридско-Струшкиот регион. Триплетот водичи за природата представуваат некомерцијално издание поддржано од иницијативата О2 во издаваштво на Чудна шума од Скопје. Албански државјани фатени во нелегална трговија со Охридска белвица. По претходно преземени мерки и активности, полициски службеници од Одделението за прекуграничен криминал Струга и полициската станица за граничен премин Ќафасан вчера на излез од државата привеле двајца 22 годишни државјани на Република Албанија. При контрола во патничко возило марка Шкода со албански национални ознаки биле пронајдени 232 парчиња охридска белвица кои биле предмет на недозволена трговија од Република Македонија кон Република Албанија. По целосно документирање на случајот против лицата ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од Министерството за внатрешни работи. Црвениот крст го проширува апелот за помош на населението погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија, согласно листата на потреби дадена од страна на Турската црвена полумесечина и Турската амбасада во Македонија.
Покрај донирање на финансиски средства преку повик на телефонскиот број 143 400, хуманите граѓани можат да донираат и материјални добра. Зимски семени шатори, церада, постилка за на земја, фенер на соларно напојување, кебиња, врејки за спиење, столици на расклопување, креветчиња на расклопување, греалки на струја или плин, куински сетови, прехрамбени производи, брашно, масло, шеќер, сол, ориз, граф, макарони, чај филтер, конзервирана риба, готова конзервирана храна, телешка, пилешка и храна за бебиња, средства за хигиена, детергент за перење, шампун, сапун, тоалетна хартија, хигиенски влошки, влажни марамици, паста, четки за заби, пена за бричање, бикчиња, средства за миење садови, памперси. Рокот на траење на производите да биде минимум 6 месеци, донираните артикли да бидат нови. Материјалните средства може да се достават во просториите на Црвен крст Охрид секој работен ден од 9 до 15 часот. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,27%. Малопродажните цени на бензините Euro Super BS 95 и Euro Super BS 98 се намалуваат за 0,50 денари по литар. И со тоа, малопродажната цена на Euro Super BS 95 изнесува 81,5 денари по литар, додека малопродажната цена на Euro Super BS 98 изнесува 83,5 денари по литар. Малопродажната цена на евродизел се зголемува за 0,5 денари по литар и со тоа новата цена на дизелот изнесува 76,5 денари по литар. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во земјотресот во Турција и Сирија досега загинале повеќе од 34.000 лица. Времето да се извлечат живи луѓе од урнатините е речиси завршено, бидејќи спасувачките напори влегуваат во 8-миот ден. Шансите луѓето се уште заробени во урнатините да преживеат по 9 дена се близу до нула, изјави Едуардо Јеројонсо Ангуло, професор на Институтот за инженерство на Националниот институт во Мексико. Изгледите се влошени поради лошата изградба на многу згради во Сирија и Турција, што значи дека се срушиле на мали парчиња и оставиле малку простор за преживување. Но маш кој помина 140 часа под урнатините во турскиот град Кахраманраш пееше од радост кога спасувачите го извлекоа на безбедно. Спасувачите комуницирале со Мухамед Хабиб преку дупка што ја направиле во урнатините на зградата која се урнала врз него поради катастрофалниот земјотрес кој ја погоди Турција минатиот понеделник. Неколку лица се уапсени во Турција под сомнение дека поради несовесно работење предизвикале уривање на бројни згради за време на разорните земјотреси. Меѓу уапсените и Назми Тосун, надзорен орган за време на изградба на стамбен комплекс Емре во Газиантеп, кој беше уништен во разорниот земјотрес. Истрагата утврдила дека биле исечени неколку столбови во приземјето на комплексот, што помогнало да се олесни уривањето на зградата. Во зградата имало 22 стана, а надлежните сметаат дека до рушење немало да дојде доколку столбовите биле поставени според прописите за градба. Јавус Каракуш пак, кој се занимавал со изградба на бројни стамбени згради во тој град, е приведен во Адијаман. Бил фатен на аеродромот во Истанбул во момент кога се обидувал да побегне за Грузија. Кај него била пронајдена поголема сума пари, а медиумите јавуваат дека меѓу неговите работи биле пронајдени $16,000 и повеќе од 20,000 лири. Турските медиуми јавуваат дека полицијата уапсила уште неколку изведувачи, градежници кои го вршеле техничкиот прием на урнатите згради и неколку инвеститори. Повеќето од нив биле фатени во обид да побегнат од земјата. Вкупно 4 неидентификувани летички објекти собори американската војска во последните денови на Северна Америка, еден од нив над Канада. Неновата објава од неделата попладне беше за соборено летало над езерото Хјурон во близина на границата со Канада, каде се движело со 6,1 км над земјата и можело да го попречи воздушниот сообраќај. Објектот, кој не се сметал за воена закана, бил опишан од страна на представниците на одбраната како беспилотна осмоаголна структура со конци прикачени на него. Соборен со проектил истрелен од борбен авион F-16 во 14 часа и 42 минути по локално време.
Астероидот SAR 2667 со големина од 1 метар во раните утрински часови влегол во атмосферата на Земјата и експлодирал над Ла-Манш. На видео снимките се гледа како се распрснува низ небото како звезда која паѓа, а потоа експлодира. На овој настан посведочили жители на поголемиот дел на Јужна Англија и Велс, но и граѓани на Париз. Звездите кои се распрснуваат се всушност ситни метеори, односно зрна прашина кои летаат во нашата атмосфера со брзина на неколку десетици километри во секунда, изгоруваат и оставаат светла трага. Ова е само 7ми пат како е предвидена ваква експлозија, а метеорити доколку ги има може да паднат и кај Ројвил во Франција. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.